5 декември е Светски ден на волонтаризмот. По тој повод, Општинската организација на Црвен крст Кочани организираше свеченост на која им беа доделени благодарници на волонтерите за активностите во кои се дадоа безрезервно за помош на оние на кои им е најпотребна. Во текот на изминатата деценија, движењето на Црвениот крст и Црвена полумесечина го поддржа повеќе од 15 милиони волонтери во итни случаи кои се движат од природни катастрофи до граѓански немири, ангажирани секоја година во несреќи уште повеќе преку развој на заедницата и иницијативите кои обезбедуваат помош на ранливи лица и на оние кои им е неопходна помош при давање на хуманитарни услуги. Само би сакал една мал податок за да информираме јавноста, целокупната јавност. Светот денеска е соочен со голем број на предизвици. Рековме дека е денес, 5 декември, ден на волонтерите, кој ги има преку 15 милиони во светот, а во Република Македонија 7199 волонтери помогнаа оваа година сите активности кои беа спроведени по стратешкиот план и програма и воедно имплементацијата на како и програмата на Црвениот крст која треба да се реализира. Волонтер сум во Црвен крст околу година и пол, а ние во Црвен крст во оваа организација имаме различни активности. Имаме активности каде помагаме на луѓето кои што се социјално загрозени, имаме активности каде што го одбележуваме како на пример Светски ден на Црвен крст, како денес ден на волонтеризмот. На денешен ден на 5 декември ден на волонтеризмот и денес ќе бидат доделени благодарници за кои се доказ за сите наши активности во изминатата година. Овие благодарници ќе бидат потик за нас, кои не потикнуваат да бидеме волонтери, да помагаме на луѓето. Волонтер сум подлого време во Црвен крст. Вклучена сум во повеќе активности, прва помош, ПХВ и други. И апел до сите да бидат волонтери, да помагат и да се забават. На одбележувањето на денот на волонтерите присуствува и колегите од невладината организација Павел Шатев. Овде сум еден месец, до крајот на април, почетокот на мај следната година, вкупно 6 месеци. Туку што го завршивме проектот со мобилност за помош на хендикепираните лица. Направивме макета со непристапни места и институции за нив. Се грижиме за хендикепираните лица и имаме одредено знаење во таа област. Сушност, ние сме социјални работници и сакаме да им помогнеме на оние на кои тоа им е најпотребно. Тоа е добар начин да научиме нешто повеќе за другите култури, заедно со лицата кои тоа го работат овде. Тоа е причината поради која сме присутни на овој настан заедно со волонтерите на Црвениот крст, со кои имаме одредени поклопувања во полето на работа, па би помогнале и таму доколку има потреба. Во Кочани сум од август и до следниот август 2014 ќе бидам овде една година. Моите активности во моментов се во основното училиште Никола Карев и средното општинско училиште Гошо Викентиев во библиотеката и во организацијата Павел Шатев. Присутни сме на часовите по странски јазици. Сега почнуваме да соработуваме со Црвен крст и ќе видиме како ќе тече соработката. Се надевам дека се ќе биде во најдобар ред. И јас сум волонтер, порача председателот на Општинската организација на Црвен крст Кочани Митко Петров од говорницата, заблагодарувајќи им се и охрабрувајќи ги волонтерите да продолжат и понатаму со својата благородна работа.